во чест на најголемата хуманитарка што ја имавме во 20 век, мајка Тереза, и по повод нејзиното прогласување за светица од страна на Римокатоличката црква во недела. Лицата од трето доба денеска помагаат во организирање на ручекот што се дава на бездомниците кои ги има градот Скопје. Тие подготвија сува храна за да им помогнат на тие што имаат најмногу потреба, но исто така тука се и да им пружат и средства за лична хигиена. Координаторката на пунктот за лица бездомници од Црвениот крст, кој се наоѓа тука во Момин поток, изјави дека ова всушност се организира и 2 пати неделно, но денеска е посебно по повод прогласувањето на мајка Тереза за светица. Да ја погледнеме изјавата од Драгана Лазаревиќ, координаторот на пунктот за бездомници на Црвениот крст во Момин поток, заедно со нејзината колешка, но исто така да ја погледнеме изјавата и од дел од жените од трето доба што исто така помага при подготвување на ручекот денеска. Изминативе неколку дена во Црвен крст на град Скопје се спроведуваат повеќе различни акции и активности. Една од нив е и денешната активност од страна на старите лица, корисници на дневниот центар стари лица при Црвен крст на град Скопје, кој што со цел ја направи оваа денешна посета во пунктот за бездомници, кој што готвеа домашна храна од нивна страна. На старите лица оваа посета не е прв пат, они доаѓаат често, никош не се заборавени од страна бездомниците, од страна на старите лица никош не се заборавени. Они ја поддржуваат и онаа мисија која што била и на мајка Тереза, нели, хуманост и солидарност. Проектот Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови континуирано кај лицата во трето доба кои што се активни, кои што ги посетуваат дневните центри, организира ваков начин на хуманитарно-волонтерски активности, што значи дека ние ги потекнуваме лицата во трето доба не само да доаѓаат и да ги користат нашите услуги и да имаат една убава дневна рутина, туку исто така да бидат волонтерски ангажирани. Како што кажа колешката Драгана, ова не е прв пат. Корисниците во трето доба и претходно имале низа на активности за помош на деца на улица, за помош на бездомниците. Собрани се и средства, и храна, и хигиенски пакети за самохрани мајки. Значи, едноставно, во континуитет им помагаме на сите оние лица кои што се социјално загрозени категории во општеството. Со наши лични активности секојдневно, но исто така организираме и активности за популацијата која на некој начин има потреба од социјална грижа. Овој ден сме дојдени тука во Центарот за лица бездомници со одредена хуманитарна помош, задоволни што можеме со нашите раце и со нашето присуство да им го подобриме квалитетот на живењето. Не е прв пат да организираме вакви акции. Ние организираме акции за сите категории на лица од социјални потреби. Тоа го правиме со голема желба, со голем ентузијазам и веруваме дека нашата помош исто така придонесува за нивното добро чувство и сигурност. Како што можеме да видиме и зад мене во моментов се наоѓаат тука бездомниците токму во пунктот каде што се дава и ручекот денеска по повод прогласувањето на мајка Тереза за светица. Секако пунктот за бездомници во Момин поток вакви настани организира 2 пати неделно, се со цел да им помогне на лицата бездомници да се интегрираат полесно во општеството, односно да им помогнат колку што можат, било тоа во давање ручек, давање алишта, средства за лична хигиена, за да им помогнат нивниот социјален статус да биде барем малце повисок од оној што е. Но Јована, само да подсетиме дека навистина со самото прегласување на мајка Тереза за светица од страна на Римокатоличката црква, навистина хуманоста на некој начин и како да се разбуди меѓу човештвото, па со тоа можеме да кажеме дека ова и не е единствен настан, ќе има исто така и многу други настани што ќе бидат се со цел хуманитарно да се помогне на тие што им треба најмногу помош.